Исмејувањето е една од темелните вредности на сатирата. Силата на таквото исмејување зависи од ликот или ешалонот на политичарите што го критикуват. Сатирата не дозволува имење и презимење, туку мора да има поширока димензија. Тоа е универзалноста. Вели во едно интервју, чинам дека беше за порталот Факултети, нашиот најпознат и најпочитуван сатиричар, господинот Васил Толевски, кој што всушност е и наш гостин ова утро, следниве 20 на минути во Македонија наутро. Ако ја отворам неговата предпоследна книга со афоризми, вели сега еве во пресред на есента и зимата народот сака да има чист воздух, мора нешто да се живее. Тоа прво ми падна кога отвори во очи. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро до вас и до вашите гледачи. Благодарам за шансата да покажеме убавините на хуморот и сатирата, бар еден мал дел. Так, јас и во насловот доле што стои на екранот, ве може да прочитате, ставив овој народ никогаш нема да ја загуби смислата за хумор. Тоа е исто така ваша изјава во интервјуата што ги проверував додека го подготвував овој наш разговор, но ете, ако зборуваме за годините пред нас, ако зборуваме за сега, кога повеќе народот знаел да го цени хуморот и сатирата? Како е сега, како било некогаш? У секој случај народот е најдобар лакмус зона што се работи на секаде и во политиката, хуморот, сатирата, литературата, општественото живење. Мора да направиме една голема разлика дека до пред 30 на години оваа држава беше така организирана да позади грбот наш ни одеа секогаш луѓе кои читаа све што пишуваме, како пишуваме, дури и некои писатели на сатира што беа, да не ги споминјам нивните имиња ради семејствата, биле под некои притисоци, булинг, мобинг. Јас таа ситуација сега моментално ја немаме, затоа што во нашата околина политичка нема луѓе што знаат да читаат сатира, не се оптеретени со ништо, не баш се интересираат што се случува, осим она последна изјава министерката за култура кога рече ајде да пишувате, да работиме нешто убаво, смешно за целиот народ. Сатиричарите секогаш ќе останале на оној курс што им беше, а тоа значи судар со власта, значи не е булинг, него булија го викам, тоа хокеарски, стално да биле судрени. Така да денеска е прилично отворено и овие што се на технолошкиот развој на комуникацијските мрежи им дава шанса на сите да пишуваат се и се што. Ама јас понатака ќе ви кажам дека сатирата не е она само да биде критика обично, него она мора во себе да има и дух, а на крај да има и малку ироничен хумор барем, да има, затоа што кога човекот треба да испие една чаша пелин, добро е да има внатре малце мед за да го испие пелинот многу подобро. Така, каква уметност е сатирата? Мокна ли е низиното слово? Еве, кажавме што треба таа да има, меѓутоа ако ги има сите овие елементи, важи тоа дека е се уште мокна? Сатирата во себе содржи критика. Тоа значи дека може да се критикува се и се што, ама мора да биде во одмерена форма. А као крај за вашето, после ќе образложам, значи сатирата не е мокна да промени нешто, ни влада може да промени, ниту може да промени некои состојби, ама сатирата, главната улога незина е да го потикни размислувањето кај човекот. Ако хуморот треба да го насмее некого, сатирата треба да исмее некои ситуации и состојби, да исмее една цела каста, цел сталеш еден. Сатирата не сме да си го дозволи тоа да сатиричарот се фати и да се го решава проблемот со еден човек моментално. Зошто? Афоризмот што го пишувам, тој треба да обстои долго време. Јас и вчера на Facebook страниците објавив афоризми кои пред 10 на години беа и сега истото важат. Тоа е, значи, универзалност мора да има не само за личноста, него да има и за просторот. Поради овие ситуации сега кај што можеме да објавуваме каде сакаме, да пратиме кому сакаме, благодарение на интернетот, благодарение на Фејсбукот, Твитерот, Инстаграмот, доаѓаме у ситуација да еден добар афоризам се цени оној кој може да биде и преведлив. Затоа што сега автоматските преведувачи, ако е некој афоризам прилично сложен, комплициран, го преведува многу лошо. А као крај да кажам дека сатирата се уште е мокно средство. Зошто? Затоа што сите бегаат од тоа. Ако некој бега од лошо куќе, значи нешто не е во ред. Така сме ние сатиричарите, не сме омилени. Споменавте социјални мрежи, затоа и се насмев кој ве следи и кој ви е пријател на Facebook, знае зошто е тоа така, навистина не смеете секојдневно со афоризмите кои што ги објавувате таму. Излезе ли сатирата оценката на поистоветувањето со исмејувањето на политичарите, на партиите и нивните дејства? Дали се го опфаќа некое пошироко поле на изразување или се уште тематиката се врти околу тоа? Еве, додуша и за воздухот сега прочитав. Тоа значи дека си дадов и одговор на прашање. Сатира е обично критика на постојното. Значи може во секој област да се каже чини, нешто не чини и тоа е критика некоја. Ако некојаш и во домашни услови домакинот каже жено, комшиката готви многу подобро, тоа на некој начин и критика врз ова.
Так. А може и на сопругата да му рече, жено, не те бива за тебе за ништо, така да благоста во сатирата, тоа на што го веламе духот, е тоа како ќе се искажи оној елемент што сакате да го искритикувате. Не е убаво да сатирата биде груба, оштра, да биде претерано оштра, да нема на крај поента некоја со која ќе се на некој начин и самиот читател ќе се привлечи да ги чита. Јас пишувам обично, сега сум и уредник на Балканиум, 4 вестници до сега сум бил уредник, губам прилично време околу тоа, инаку сите мои афоризми ги работам за универзално и не дека по 20 до 30 афоризми. Имам извонерна продукција за Балканот, тоа го има само Баљак, Чотрич, уште неколкумина, ама у секој случај, значи сатирата може да опфати широк спектар. Од вински афоризми можете да почнете пишувате до оние политички. Моја цел е само политичките афоризми ги негувам, а пошто сум бивши спортиста, налетуваат и спортски и еротски афоризми, ама политички може да ги кажам и целата книга е од тоа составена. 2012 прогласен за најдобар балкански сатиричар, 2013 година во анкета на порталот Носорог Бања Лука во гласање на балканските сатиричари, иако не гласаа македонци, морам тоа да го потенцирам, бевте во групата која беше прогласена за 5 најдобри сатиричари во светот за на сите времиња. Кога почнавте со сатирата и со афоризмите, со овие дел од ваши успеси од последните? Сакам да ве навратам години и години наназад. Кој беше оној момент кога почнавте да ги пишувате овие работи и инспирацијата доаѓа веднаш и внимавајте што ќе ми одговорите, бидејќи ќе поврзам следниот прилог што ни е после интервјуто да ми измислите афоризам некој сатиричен. Со сатира почнав да пишувам при 40 на години, на која следам 50 на години. Кога некои луѓе одеа во Белград да купуваат во кризите шунки, салами, јас купував само книги сатирични, ја ги имав сите книги од најголемите српски автори, пошто во Србија сега моментално е најјаката сатира од времето на Милошевиќ што беше, се отворија сите таму портали, највише имаат они весници што имаат, секој весник нивни мора да има и страница за хумор и сатира. Инаку ме прашуваат и мене дали сатирата може да се научи, дали може да се некој некого да советува, јас кажувам, дека сатира пишувам, ако имам нешто во себе си, јас сум тако створен. Критичен према себе си, цензор свој имам у главата на кој не ми дозволува да пишувам што било и како било. Значи, сатиричар се раѓа едноставно, како што се раѓа еден добар фудбалер, само треба да вежба, а сатиричарот треба да чита, да пишува ностоп, да биде само критичен према себе си. Од моите 10 афоризми вечер што ќе напишам, само еден ќе го пријавам како квалитетен. Плодна почва е Македонија овие 30 години за хумор и сатира? Последниве години, кога би имале терени за работа, е исклучително позитивна работа, затоа што политиката наша иде далеку во надолна линија, тоа го знаат и самите политичари измеѓу себе кои се критикуваат, ама нашите афористичари, сатиричари, ти треба кажам дека сатирата не е само афоризам, е сатиричен приказни, песни можеш, епиграми да пишеш, нема терен кај да се искажат. И затоа сега, ако може да поврзам тоа со најновиот наш проект што беше, тоа е благодарение на Јордан Ѓорчев од Славјанскиот универзитет, тој е ректор, он станува мецена на хуморот и сатирата. Направивме таму кај него еден фестивал, кој веќе е одек на одма на балканските земји. Сега со овој портал што го правиме ние Балканиум, отворени се шансите за македонските сатиричари да се искажат. Имам исклучителен интерес, дури јас изненадив, од сите балкански автори сега ни ги проследуваат и тука ми се отвори многу работа. Значи, за да се стане и сатиричар, и хумориста, треба да се има отворени врати на секаде. Македонската телевизија секоја чест, од секогаш и радиото, имале во своите содржини хумор и сатира, што беше позитивно. Така. Го споменавме Балканиум, од минатиот месец почнавте да го подготвувате овој електронски весник за хумор, сатира, карикатура и општествено живење. Тоа значи дека се помрнуваме од една малку мртва точка, бидејќи споредбено и кога да земеме малку да истражуваме со останатите балкански земји пред се земјите од Ексију, навистина и тие едно време како да беа и Србија и Хрватска, Црна Гора, како исто да се движеа со хуморот и сатирата во надолна линија, меѓутоа сега како повеќе да се инвестираат во портали, во електронски медиуми, каде што нели повеќе се зборува на овие теми. Во право сте, затоа што има некои земји, пример Хрватска им ги затворија сите весници, од Керемпух, Словенија Павлиха им беше затворен, овдека Остен беше затворен, во Србија Јеш од еден тираж кој имаше по 5-6 илјади спадна доле, на Балкан остана само Стршел, бугарскиот Стршел е,
но во последно време веќе сатирата е почна да е прифаќа прилично и народот. Бара, сака да гледа, така да се отворија многу. Балканиум со Славјанскиот универзитет, тоа што го работиме, станува центар буквално сега на Балканот, затоа што имаме веќе празнината која се недостасуваше после Остен. Ја имав мој вестник македонски Остен. Пред тоа Остен кој беше со долги години, сега се пополнува со ова списание и мислам дека тоа ќе потекне и други луѓе да почнат да отвараат портали сопствени. Сега моментално само ја имам мој портал, тоа е затоа што не сакам да продавам книги, па сите мои книги може да ги најдат луѓето на тој портал. И тоа е шанса некој сака да прочита нешто, да не трча по продавници, да не прави на својот домашен буџет трошок, да ги прочита тамо книгите. Ама се отвара сатирата, исклучително се отвара, поготово нешто се случуваше во Германија, каде и премиерот Меркел, кога сатиричар беше тужен од страна на Ердоган, Меркел стана и одржа еден добар говор во парламентот, каде што ја легна работата. Значи сега веќе се отвараат и политичките фактори сакаат да прочитаат. Моите книги, да не кажувам кај големи наши политичари ги викам, не знам дали имаме големи, ама и ја така ги викам, значи на функции се големи, кај нив на нивните остали ги има моите книги. Така, еве една ваша книга, ќе ја покажам и пред камерата, вели вака и Господ знае каде се живеа најубаво, затоа се смести горе. Да. Еве ја, насловната, некој од колегите камермани ќе замолам ако може да ни ја фати. Колега? Дали ќе можеме? Само да ја фатиме оваа насловна страна. Оваа книга, ова е ваша предпоследна Предпоследна, книга. Се последна се вика Божиот ѓавол, таа е автобиографска моја за мене. Божи ѓавол. Така. 40 години сатира со оваа книга одбележува. Така, од прилика не можеме тачно да утврдам не дека, ама според датите од кога објавувам, 40 години е солиден период, од 10.000 афоризми објавени. Само во еден портал Носорог, кај што ме прогласија за пети сатиричар во светот, 3800. Имаше каде, значи кога почна да се отвараат портали, има каде да се објавува. Така. Овдека се најдобрите ваши афоризми, а сега ја подготвувате Божиот ѓавол, кажавме, во печат е? Во печат е Божиот ѓавол, е спремна е све, малце од неукост моја, ципот треба да го добиеме, па правам некои грешки тамо, пратене се во универзитетска библиотека, извонидна соработка имаме со нив и таа ќе биде печатена сигурно во едно 200 примероци. Повторувам, значи нема ниту еден примерок да продавам и не сакам да продавам. Така. Примени сте и во Московското друштво на афористичари, само 5 автори од Балканот. Во 2020 година ова е една од поновите признанија кои што ги добивате. Од кои други земји се останатите 4? Останатите 4 се од Србија, српски автори, тие се многу јаки. Ја бев презадоволен, изненаден кога ме примија тамо. Само да ви кажам, во нивните портали почна да се појавуваат мои афоризми и имаше еден статус огромен беше таму, кај што ги наведуваа 30 сатиричари најдобри на Балканот. Ја имав таму не дека втор бев по број на афоризми, само бев малци изненаден. Мене ме сметаат за српски сатиричар, затоа што тука немаше кај да се објавува и све што објавуваа зима од политика, вечерни новости, етна порталот што беше Носорог порталот, така да беше тоа нивни лапсус, после го исправивме тоа, вика не сме знаеле дека у Македонија има. И сега се спрема у полска светска антологија една. Јас се надевам таму, малце ми се деси некој пех, господјата која не пробиваше нас од Балканот почина пред 2 дена, Бог да ја прости, да го кажам и тоа јавно. И ќе видиме и таму што ќе биде. Значи, Македонија не е така непозната више нова подрачје. Јас се надевам дека се моите колеги, на кои широко им ги отворам вратите на секаде, дека и они малце ќе го зголемат ритмот на работење и дека ќе успееме ние па да се вратиме на оние времиња кога Остен беше врв во Југославија заедно со Јеш. Така. Белградски. И за крај велите сатирата бара многу време, бидејќи е занемарен литературен род во македонската книжевност. Занемарен е затоа што нигдека во ниту еден учебник ништо не спомнуваат за сатирата, не се учи нигдека сатира, а сатирата се бара. Последното Ќарадак што го работеше со Хихирико беше велелепна емисија, Македонска радио и телевизија, најнаградуван автор беше таму, ама јас повторно го кажувам дека сатиричарите ќе мора да дадат надчовечки напори за да нешто се истакне. Јас работам секогаш по 10 часови дома. Значи, кога бев вработен, сега сум пензионер, кога бев технички директор на СП Скопје, јас претерував со работење дома до досните часови, 20 афоризми ги преработував, да не должам многу. Ама некако и шегите, ви се, мислам дека семејно вгнездени, познавајќи ги вашиот брат Трајче Толевски, кога он е музичар, кога и да сме снимале интервју со него и слично, исто така преку шега, преку интересни досетки, навистина знаел секое снимање да ни го направи фантастично. Дома, и мора да имаш и дарбата, талентот. Да, и да, баш
што имаме и шлакнати малце. Да окажам и тоа, знаеш. Пошто е емисијава. Добро, тоа е тоа, малку и да се посмееме и да кажеме. И приватен живот така знаеме да подпеснеме со тоа што сум ја малце ироничен. Прилично ироничен и непријатно му една емисија ме праша, вика, дали на работа некој се кара со вас, мукам тешко да се скара некој затоа што јас знам да одговорам брзо, одма и некош и непријатно за некого. Ама сатирата мора да ја спатите како позитивна работа и во општеството и приватно. Кој ќе ви искритикува некој, земите си го тоа као на шега затоа што народот вика на кој му е мувата на капата, тој реагира. Сега, малку и да се насмееме во контекст на претходниот афоризам што го прочитав, дека и Господ знаел каде е најубаво, затоа е горе. Следниот прилог вели една последна статистика, малку што се коси со ова што го пишувате, вели светското население може да надмине над 8 милиарди во секој момент. Растеме. Некој афоризам за ова да ни ја не верувам се да не го составам кој афоризам, ама со толку импотентни политичари дека тешко ќе иде работата, осим ако не ништат со некои хемиски средства со ово она, јас не верувам дека до 8 милиарди. Не верувате дека да? Па не, ја планирам да живеам дугачко, ама док сум ја жив не верувам за 100 години дека ќе се случи таа работа. Не верувате во светскиве политичари дека може ова не да верувам никога, да не повеќе верувам во вас луѓето што стоите покрај камерите, вие што сакате да му разубавите денот и ќе видите овие 15 минути, ќе ги коментираат, јас ќе бидам Ѓорче главен фраер моментално и ќе шетам денеска. Сигурно и кога ќе ве сретнат соседите по улица, сигурно ве тераат малку да ги посмеете во ова време, сега кога се зборува за војни, за ковид, сигурно е привилегија да ви има човек за сосед и за пријател. Па добро, ја не се карам обично, пречутувам, се спремам за удар, контраудар, тоа, ама во секој случај, луѓето со кои се дружиме, ние не сме нешто посебни луѓе, него секој сме забавни, сме се занимавале со спорт, сум работел во Луканезер, сите тие работи и моите афоризми прескарају домаш. Моите афоризми извираат од народот, од оздола. И затоа во Белград двата најголеми политичари вика, ама секогаш кога ќе прочитаме твојот афоризам, ние криво вика како тебе ти текнало прво. Ја живеам со народот цело време. И кога бев инженер, кога бев наручоци, доручоци со работниците, не ги сакам луѓето со машми, искрено да ви кажам, не знам камерманот дали има машма. Ама и јас некогаш носам вратоврска, тука е генеска среќа. Само на свадба ја носев таа и ја поклонив после тоа. Благодарам за гостувањето, верувам добро се поминавте во студиото, имавме така непосреден разговор, но имаме уште за моабетење, ќе ја поканиме повторно. Мене ми е жал полно пати кажувам тоа и последниот пат имавме замак што за сатирата кратко разговараме, за сатира може да зборуваме колку сакате, што сакате, тоа е широка тема, многу интересна, поготово ако имате добар соговор и добар водител. Фантастични бевте сите, позди камерава дечко гледам убаво ме фати, дури ме проубави. Ти се имаш у Ѓорче камин кама кафана. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.